20-годишниот македонски репрезентативец и член на Алкалоид, Марко Митев, е еден од нашите најперспективни ракометари. Од големите сениорски надпреварувања зад себе има Европско првенство, Медитерански игри, а Светското првенство на почетокот на оваа година го пропушти поради повреда. Во мија интервју денеска имаме честа да разговараме токму со него за сите негови предизвици. Ти благодариме што прифати да бидеш дел од ова интервју. Знаеме дека недавно македонската репрезентација избори учество за Европското првенство во 2024. Еден од најзаслужните за тоа беше и ти, нели, во дуелот против Турција, во последното коло од квалификациите. Континуитетот е задржан, но јавноста очекува, нели, тоа да трае. Што мислиш ти, дали имате доволно сила или капацитет како подмладена селекција да изборите некој висок пласман на Евро или на Мундијал? Да, како што кажавте, ние го продолживме тој континуитет на големите надпреварувања со една подмладена репрезентација и јас мислам дека со напорна работа, пожртвуваност и со пожртвуваност и напорна работа може да постигнеме до целта, до што поголем пласман на европско и на светско првенство. Како помлади сте прифатени во останатиот дел од репрезентацијата? Па супер сме прифатени, постарите во репрезентацијата ни даваат совети, ни даваат позитивни критики и сосема сме како едно, сите како едно сме во репрезентацијата. Не прифаќаат како едно. Знаеме дека актуелниот селектор Кирил Лазаров исто така и тренер на Алкалоид. Кога Кирил вика повеќе, кога е со тимот на Алкалоид или кога е со тимот на репрезентацијата? Па и пред се и на репрезентативно ниво и на клубско ниво, Кире сака да победуваме, он нас не тера да победуваме и ни го внесува тој негов менталитет што го имал, само на победа, и сака да ни го префрли целото негово знаење што го има несевично. Дали успева во тоа? Па да, успева, пополека. Малце, некои работи се потешки, но ние пробуваме да ги сватиме како што треба. Како ви оди соработката со него? Соработката ми оди супер со него. Он има многу разбирање во ракометниот дел и светото он каде што бил во познати клубови, јаки клубови бил. Се тоа што го научил таму, он нас ни го презентира тука. Можеш ли накусо да ни раскажеш каде ја почна твојата кариера, а каде си сега? Јас мојата кариера почна во Аеродром, таму бев цели 8 години. Прв тренер ми беше Дарко Петровски и Горан Стојков. Потоа, после Аеродром, таму играв прва лига, 4 години играв прва лига. Кога завршив со прва лига, отидов во Бутел. Во Бутел играв 2 сезони во Суперлигата. Тука стекнав многу големо искуство од самиот клуб. Многу големо искуство стекнав од самиот клуб. И од Бутел дојдов во Алкалоид. Тука ми е прва сезона сега и ќе останам, имам договор уште 3 сезони. Како што знаеме, сега сте во Суперлигата. Да, сега изборивме. Какво е твоето искуство во истата? Искуството е стварно немам многу големо искуство, ама секој надпревар е важен и тежок во Суперлигата. Сега ние изборивме уште во првата сезона излез во Европа. Тука се докажува дека стварно квалитетно се работи во Алкалоид и се надевам дека ќе имаме и позитивни резултати во европските купови. Кои се, бидејќи спомнавме и европски купови, кои се твоите амбиции за понатамошната кариера? Дали би сакал да играш и некаде во странство? Па, пред се имам договор, тука би сакал прво да го завршам договорот. Тука не сум размислувал за понатаму што ќе направам, што ќе правам во кариерата, бидејќи има уште цели 3 сезони за играње. Прво да ги завршам овие тука, да завршам сезоната, па ќе видиме понатаму, ќе мислиме. Мада јас сакам да играм во странство во некој многу тие попознатите клубови што сме, но не избегнува целта и да останам тука, ако Алкалоид порасне во еден европски јак клуб, може и тука да се остане. Дали можеби имаш некој идол од големите странски клубови или клуб кој што ти е фаворит? Па немам онака посебно идол или во некој клуб што сакам да играм, бидејќи во денешно време сите клубови почнаа да играат модерен и јак ракомет, нема више слаби клубови, така да ќе видиме понатаму како ќе се одвива ситуација.
Ако се префрлиме на домашен терен, дали додека беше мал и додека почнуваше со овој спорт имаше некој идол од актуелните ракометари? Кога бев мал ми беше Циндрич идол, ама потоа од кога почнав во репрезентација да играм и кога станав како поозбилен играч, немам од тогаш идол више. Ракометот, како што гледаме сите нели пред малите ТВ екрани, а и на терен, е спорт кој што има многу физички контакти. Дали после некој многу груб старт од некој противнички играч се покаја што воопшто го тренираш овој спорт? Не, никогаш не сум се покајал што го тренирам овој спорт, бидејќи ова ми беше мојот, од кога почнав да го тренирам овој спорт, јас се, како да кажам, се заљубив во него и не ми дошло така да се откажам никогаш и нема да се деси тоа. Знаеме дека по твоите стапки нели тргна и твојот помлад брат Дамјан Митев, кој што беше прекомандуван од Multi-Essence во Алкалоид. Како ви оди соработката со него? Дали се критикувате или дали се советувате после одредени надпревари? Кој е понервозен од вас кога ќе доживее пораз? Да, он дојде во клубот на полусезоната. На почетокот му требаше малку време да се вклопи во екипата, но тоа добро го направи. После секоја утакмица, утре дента ние седиме заедно и анализираме утакмицата и има и критики, но позитивни критики и он да ми каже мене критика и јас на него да му кажам добронамерно да. Иначе понервозен сум јас после утакмица секогаш, зашто па и постар сум и мора да ме слуша така за што да му кажам. И често пати знаеме и да се срчкаме малце после утакмица, ама тоа све со добромирни цели. Дали често надвор од тренажните процеси и од надпреварите играте заедно, рекреативно? Да, посебно во лето кога ќе дојде цело време играме надвор заедно. Не мора само ракомет, сите спортови заедно ги играме, така интересно ми е. Марко, покрај ракометот, ти си студент на Факултетот за физичка култура, спорт и здравје. Како го наоѓаш времето да ги исполниш сите овие дневни обврски, бидејќи знаеме дека за да си професионален ракометар одзема прилично многу време? Да, за да си професионален ракометар одзема време, но ти ако сакаш да станеш професионалист, да го исполниш твојот сон, треба од мал да се откажеш од некои работи, како што се на пример излегување до доцните часови, Сакаш да кажеш дека воопшто не излегуваш? Не, има моменти кога излегувам, на пример после утакмица можам да излезам или во текот на неделата, но обично пред утакмица еден ден јас не излагам и седам цело време дома и се концентрирам на утакмицата. Имајќи го предвид ова твое темпо на живот, можеш ли да ни откриеш кој е твојот рецепт за успех и истрајност и која е твојата порака до помладите спортисти? Рецептот за успехот е мора да се откажеш од нешто, но тоа подоцна ќе ти се исплати во животот. И твојата порака? Мојата порака до помладите е да тренираат, да бидат пожртвувани и да работат максимално ако сакаат да не се откажуваат од тоа што го сакаат, ако сакаат да им се исполни целта. Благодариме, Марко, ви посакуваме успех во сите претстојни надпреварувања. Ви благодарам на вас.